Избраниот американски председател Доналд Трамп оцени дека е време земјата да оди натаму откако Белата куќа воведе нови санкции врз Русија за мешање во ноемвриските председателски избори. Време е нашата земја да оди натаму кон поголеми и подобри работи, вели Трамп, што според некои оценки индицира дека тој за првпат ги зема како сериозни обвинувањата за руското мешање, што е документирано од американските разузнавачки служби. Во интерес на нашата земја и нашиот голем народ, јас ќе се сретнам со лидерите на разузнавачката заедница во идната недела, за да бидам дополнително запознат со оваа ситуација, наведува Трамп. Тој пак, според Белата куќа, претходно бил запознат со одлуката на председателот во заминување Барак Обама. Тој нареди низ мерки од протерување на 35 руски дипломати до санкции против руските безбедносни служби. Дипломатите се прогласени за персона нон грата поради повреда на правилата на дипломатското однесување. Даден им е рок од 72 часа заедно со семејствата да напуштат земјата. Исто така, руските државјани веќе ќе немаат пристап до зградите во собственост на руската влада во Мериленд и Њујорк. Вашингтон смета дека хакирањето, а потоа и објавувањето мејлови на Демократската партија било директно наредено од руските власти. Американските разузнавачки служби утврдиле дека цел на Русија била да му помогне на републиканскиот кандидат Доналд Трамп да победи на изборите, што Трамп го оцени како смешно. Обама во соопштението наведува дека тоа не значи крај на воведувањето санкции и Соединетите држави ќе преземат и некои акции кои нема да ги бидат соопштени на јавноста. Тој додава дека сите американци би требало да бидат предпазливи поради дејствувањето на Москва и таквите акции нема да останат без последици. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков изрази жалење поради новите американски санкции и најави контрамерки. Според него санкциите ја покажувале непредвидливоста на надворешната политика на председателот во заминување Барак Обама. Песков додаде дека санкциите имале за цел да и нанесат штета на надворешната политика на идниот председател Доналд Трамп.